Добро дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Светановски. Имам чест вечерва мој гостин да биде Маријан Ѓорчев, поранешен министер, градоначелник, амбасадор, одличен познавач на геополитичките случувања на светот. Добре дојде. Добро најдов. Минхенската безбедносна конференција, нешто што туку заврши денуиве, донесе пораки кои што според многумина значат збогување со еден минат веќе светоглед. Имавме една комбинација на две пораки од сосема различни места, едната неолиберална, да ја наречеме Мерц, кој што кажа дека поредокот од после Втората светска војна е завршен. Од друга страна го имаме суверенистот Рубио, кој што вели дека стариот свет исчезна. Дали реално оваа Минхенска конференција безбедносна означи дека тој минат униполарен свет е готово со него? Се помирија едните и другите. Порано само суверенистите го тврдеа тоа, сега и оние другите, условно кажано, легнаа на брашното, сватија дека тој свет веќе не постои. Најнапред, Минхенската конференција беше 62-та безбедносна Минхенска конференција, која што собра огромен број посетители, над 1000, да речеме, луѓе кои што беа во посета од 115 земји, над 60 шефови на влади, над 100 министри, сето тоа го покажува интересот за оваа конференција, која што многу пати наназад било предвестник на голем број светски процеси. Така да и оваа конференција 62-та со изјавите на председна Волфганг Ишингер, кој што е, би рекол, главниот човек на Минхенската конференција, на лидерите кои што беа таму на Мерц, на фон дер Лајен, на Рубио, покажа дека едноставно после се тоа што се случи во последните 5 години, би рекол, од сето она што беше од февруари 2022-та, па сето она што се случуваше во Газа и судирите што беа помеѓу Израел и Хамас, покажува дека светот навистина неповратно тргна по некои патеки кои што веќе не може да се врати назад. Во ниеден сегмент, ниту безбедносен, ниту од аспект на економски, енергетски користење економијата, енергијата, сето тоа што представува модус вивенди на современиот свет. Се е променето. Начинот на кој што се решаваат конфликтите, стратегиите за тоа како понатаму во делот на енергијата, во делот на економијата, ретките земни минерали, во делот на миграциите, се е променето и од тука не зачудува дека без разлика што има нијанси. Едно е изјавата на германскиот канцелар Мерц дека САД треба да бидат внимателни во превземањето на самостојни акции, треба да бидат во координација со партнерите. Друго е изјавата на Урсула фон дер Лајен дека треба да бидат еден за сите, сите за еден. Трето е изјавата на Марк Рубио, кој што кажува дека за Соединените американски држави националниот интерес ќе биде пред се и светот дека ќе ни са во една, би рекол, поделба на блоковски сфери, нови блоковски сфери во кои што едноставно не е можно да се избегне вклучување на други големи светски велесили, како што беше спомнато Кина, Русија, во разрешување на светската, би рекол, на дилемите во светот како понатаму ќе се развива светското општество. Како да гледаме на ова што се случува? Оди кон подобро или кон полошо? Од аспект на тоа дека ние сме дел од европскиот континент, дека нашата Република Македонија е и европска земја, и кандидат членка за Европската унија, и членка на НАТО, ние со големо внимание мислам дека треба да ги следиме пораките од оваа Минхенска безбедносна конференција, затоа што таа упатува на една, би рекол, сомнителна праведност, долгорочна неизвестност и пред се многу внимателно чекорење кон тоа што представува партнерство, сојузништво и градење на заеднички односи кон кризите во светот. И тука мислам дека Минхен не понуди решение, токму заради, ги спомнав, разликите помеѓу двата пола на трансатлантското сојузништво, тоа е Европската унија и Соединените американски држави, кои што се главните чинители на НАТО алијансата, каде што очигледно дека
Европската унија се уште не ја согледува суштината на она што се случува на истокот на Европа, додека Соединетите американски држави бараат решение кое што ќе значи престанок на војните действија на Европскиот континент, грижа за националните интереси не само на Соединетите американски држави, туку и на Европа, но за тоа се бара една, би рекол, конзистентна европска политика, која што ќе биде свесна за последиците што после завршувањето на војниот конфликт. Се чини дека Минхен по сите изјави што ги даваат пред се европските челници, нема се уште визија како ќе продолжи европскиот континент со своите соседи, географски соседи, да соработува. На Европа географски сосед е Русија, на Европа географски сосед е Турција, на Европа, во предворието на Европа сме ние, Западниот Балкан. Мора Европа да има една јасна визија дека судирот во Украина на крајот на краиштата е последица и на неажурноста на Европа навреме да ги разреши прашањата кои се однесуваат на така наречените европски вредности, а еден од основните фундаменти на тие европски вредности беа човековите права и граѓански слободи. Во делот на Украина Европа, односно челниците, политичката елита во Европа ги промаши главните сидра на тоа што представува градење однос во кој што треба да градите диалог, а не да градите политика која што ќе повикува на стратегиски победи, на стратегиски доминанти, на стратегиски детерминанти кои што ќе ви дадат вас некака предност во однос кон соседот. И тука е клучно дека војната во Украина, повторно таа е втора, освен значи решавањето на стратегиската визија како ќе продолжи трансатлантскиот сојуз понатаму да действува. Добро е што Европа се фокусира дека треба да има сопствени безбедносни сили. Добро е дека треба да изгради сопствена безбедносна стратегија, да издвојува повеќе за она што представува безбедност на своите граѓани. Меѓутоа треба да го има предвид и ставот на својот најголем стратегиски партнер на европските држави кои што очигледно укажуваат дека имаат подлабока и подалекосежна визија за тоа како треба да ги развива и Европската унија односите со Русија, со Кина и со останатиот дел од светот, Африка, Азија и Јужна Америка. Од тука сметам дека не е тргнато на подобро. Ако се сеќавате, почна Минхенската конференција во 2021 година, кога Камала Харис упати отворена покана за членство во Украина, руската делегација отворено каже дека после 2008 година ова е уште една стратешка грешка, каде што се повикува, каде што НАТО се проширува на исток без да се согледаат прашањата за неделивата безбедност. И од тука мислам дека останува тој јас за тоа како треба да биде таа светска неделива безбедност, дали тоа треба да биде еднаква за сите земји или повторно низ биноколот само на одредени земји, пред се на оние кои што беа на Минхенската безбедносна конференција, да се говори само за интересот на одредени земји, додека за другите земји тоа не важи. Од тука сметам дека за нас е посебно важно, за Република Македонија, зашто ние сме членка на НАТО, издвојуваме средства во НАТО, и тоа за нашиот македонски буџет се големи средства, и секое понатамошно вложување во безбедноста на Европскиот континент значи големо вложување и од нашиот буџет во средствата за сигурност и безбедност на македонските граѓани. Од тука треба и фидбек да има. Македонија мора да се вклучи во изградбата на одредени фабрички капацитети кои што ќе значат производство на такви воени средства кои што би значеле и наша партиципација во создавање на ново создадена вредност, а не само трошење на буџетски средства од она што сега го имаме. И многу е важно средбите кои што ги имаше нашиот премиер, со холандскиот премиер, со редица други луѓе, па и со самиот Зеленски на крајот на годишната средбата, во која што Македонија јасно се става во улога на тоа дека да, ние сме членка на НАТО, ние сме кандидат членка на Европската унија, ги следиме процесите што се случуваат, учествуваме во тие процеси, но веројатно во тие разговори, посебно со Дирсхоф, значи се бара решение Македонија во делот на економијата, како би можела тој товар кој што го зима врз себе како членка на НАТО да го поднесе полесно со изградба на одредени капацитети од наменската индустрија. Македонија ги имаше во минатото, 11 октомври во Прилеп и во Македонски брод и пошироко. Може сега повторно
да се вклучи во тој процес на ново вработување, на создавање нова вредност која што ќе може и во делот на безбедноста да им даде поголема гаранција на македонските граѓани дека НАТО на вистина во тој дел ќе даде една силна порака за позитивно чувство дека сме безбедни како држава и како граѓани. Чувството е дека првпат од почетокот на руско-украинската војна повеќе аспектот беше и акцентот ставен кон самите себе, европјаните и американците, и собствените проблеми отколку кон Украина. Минатите години Украина беше на врвот и тука беше, нели, секако како што кажавте вие, мислам, втора можеби главна точка, но главната приказка беше околу самите себе си, односно европјаните, американците и се свртеа кон себе, а и Зеленски се гледаше тоа чувство, пробиваше дека е буквално отурнат на страна, тој го правеше тоа што го прави, секогаш за да биде интересен, за да им укаже на тоа што тој сака да го добие и се, но гледано од страна, тој беше тргнат на страна и Украина, а главната работа беше токму Америка, Европа, односите и она што се случуваше токму и говорот на Рубио кој што следуваше на таа тема. Па очигледно е дека токму заради спротивставените ставови и сето она што изникна како проблем во односите околу Гренланд, околу Украина, начинот на решавањето на кризата, значи Соединетите американски држави нудат еден друг пакет во кој што се на тапети територијалните прашања на териториите кои што сега на некој начин не ги контролираат украинците. Значи во прашање територијалниот интегритет на Украина, Европа тоа го става на некој начин како познак на прашање дека тоа не е можно да се разрешува во мировната спогодба. Значи тука се многу големи разлики. Соединетите американски држави бараат решение, брзо решение за траен мир, додека Европската унија се уште размислува начин како тоа да може на некој начин да повторно таа теза за одвраќање и слабење на Русија и еден вид русофобија и хистерија да создаде еден амбиент во кој што тешко ќе се постигне мировно решение. И токму затоа Зеленски го смени се наративот, го смени и обраќањето, нема веќе толку големи навреди, освен имаше кон унгарскиот премиер Орбан на два пати навистина едни зачудувачки за дипломатијата реченици, но во секој случај Зеленски разбира дека и самата Европа, голем дел членки земји на Европската унија и на НАТО, кои што многу јасно кажуваат сега е моментот да се најде заеднички јазик како да се постигне мир во кој што ќе бидат земени во предвид и двете страни. Не е само Украина, туку пред се интересот на ЕУ и НАТО како регионални здруженија и од друга страна и интересот на Русија. Затоа што без такво разбирање на проблемот кој што постои во Украина, тој судир никош не може и да биде разрешен. Впрочем, така и почна. Значи, се сеќавате на Минските спогодби, се сеќавате на гаранциите на Оланд и Меркел 2014 година, дека тие ќе партиципираат, Европската унија ќе партиципира во решавањето на правата на регионот Донбас, кој што е сега клучен за правата на јазичното подречје на руските граѓани, дека таму треба се најде решение кое што ќе биде мирно, политичко и низ диалог со решавањето на оние малцински права на голем број, милионски број на руси кои што живеат во тој источен дел на Украина. Меѓутоа, за жал, не се најде тогаш решение и реториката, особено во април 2022 година, пред се на еден премиер кој што беше надвор од Европската унија, тоа е Борис Џонсон, беше дека целта на тој судир е Русија да биде стратешки победена и до минатата година реториката беше 3 години дека Европската унија па и голем дел на НАТО, секретарот Столтенберг, разговара на начин дека преку Украина НАТО и ЕУ треба да ја победат Русија. После она што се случи со доаѓањето на Доналд Трамп и неговиот начин на разбирање на светската политика, на новите сили во светот, на оној би рекол триумвират на 3 големи сили, тоа е Народна република Кина, Русија и Соединетите американски држави, сосема е јасно дека Европската унија полека го фаќа тој замаец и бара решение во кое што и европските лидери како Макрон, како Мерц веќе навестуваат. Макрон бара да се подготвува политички диалог со Путин. Мерц веќе вели дека Русија е европска држава, дека има дел од европската култура
и во таа насока се гледа дека ЕУ веќе почнува да тој конфликт во Украина го гледа со други очила, да го гледа на брашното малку не, така. го гледа со други очила, гледа дека тој конфликт е нерешлив доколку не се задоволат двете страни. Значи, она што представува од една страна територијален интегритет и државен суверенитет, од друга страна човекови права и граѓански слободи, од трета страна она што представува модус вивенди на светот денеска, тоа е економијата и енергетиката. И така во тој некој триаголник на интереси, Минската конференција не понуди решение како ќе заврши, каков е тој, би рекол, крајна визија за тоа како ќе заврши тој судир во Украина. Соединетите американски држави се конзистентни, тие јасно кажуваат кој е нивниот план, колку години треба да бидат нивните гаранции по прашањето на територијалниот интегритет на Украина, исто така имаат своји предлози што Русија треба да отстапи за да се реши на мирен пат тој конфликт. Европската унија се уште и преку Минхен не покажа единство во делот како треба да се разреши тој конфликт на истокот на Европа, но покажа нешто друго, дека сигурно е дека ќе живееме во на еден европски континент кој што ќе вложува многу средства во јакнење на, би рекол, воената безбедност, сајбер безбедноста, сето тоа што представува веќе воведување во една нова фаза на градење на една Европска унија, на членство во НАТО, во кој што сите држави и ние ќе мораме да вложуваме многу финансиски средства за да се постигне она што, да речеме, до сега беше на некој начин контрибуција на Соединетите американски држави, а веќе тие јасно кажаа дека Европа ќе мора за некои работи од сега сама да се грижи, додека Соединетите американски држави ќе бидат тука, но секој што таа заштита ќе нормално Европа ќе треба да ја плати, ако до сега тоа не било платено, бесплатно, веќе нема ништо. Веќе нема ништо бесплатно. Значи јасни се модусите како да се излезе од оваа криза. Јас се надевам дека Европската унија ќе извлече поука, барем она што представува според мене воениот бекол оној дел кој што се воените експерти, луѓето од безбедноста, кои што ќе знаат да укажат дека во овој судир во Украина повторно се става на прашање, она што го кажав на почетокот, неделивост, значи светската безбедност не можете да делите. Не можете таа да важи на границата на Финска, а да не важи на границата на Белорусија. Не може да важи на границата на Молдавија, а да не важи на границата на Грузија. И тука кога ќе ги поставите така работите, истото и за Балканот. Ние сме предворието на Европа и не може Западниот Балкан во тој дел да биде иземен како исто толку важен чинител за безбедноста на Европа, дури и проширувањето како еден процес е сега безбедносен процес. И тоа е шанса и за Република Македонија. Веќе проширувањето не може да биде третирано поинаку, пред се како политички и безбедносен процес заради јакнење на тој безбедносен сигурносен простор на Европската унија. Колку се реални изјавите на светски и европски и американски аналитичари, тоа познати ликови меѓу нив, дека доколку Европа не реагираше како што реагира минативе неколку месеци, војната во Украина ќе беше и готова? Па, многу се реални, затоа што додаваат постојано масло на огнот, го поддржуваат Зеленски наспроти она што го прави Трамп, не учествуваат реално во преговорите, ги нема никаде, но се што прават е да додадат масло и да ја шират, како што кажавте и вие, таа русофобија, дека влезеле во војна, па и дури Ишингер рече за прашање на години кога, колку, како да Русија ќе нападне Европа, што е малку просто неверојатно, ама па прво психолошка војна можеби за подготовка на населението, за трошењето на парите што следува пренамената на средствата од социјалата и сето тоа на војната, нели, страна. Мислам дека е повеќе тој тип психолошката војна. Сите војна. аспекти се сега на некој начин вклучени во разрешување на ова, би рекол, изнаоѓање конечна разрешница за овој конфликт, затоа што, пазете, како изгуби Шолц во Германија, како изгуби Делакро во Белгија, како помине Руте во Холандија, како ќе помине Макрон е веќе сосема известно. Значи, Стармер и Мерц. И Кир Стармер пред Стармер исто, како британците, како Џонсон и сите тие кои што се беа вклучени, тие како на некој начин гласноговорници за
воена разрешница на тој конфликт. Едноставно, толку е видливо дека воена разрешница на тој конфликт нема. Воена разрешница во судари со нуклеарна сила не може да има. Тоа е јасно. И тоа Америка го сваќа од првиот ден од кога администрацијата на Доналд Трамп дојде на сила, веќе упатува пораки дека треба да се најде на друг начин решение. Сега Европската унија која што длабоко заглиби во пораката дека Русија треба да биде победена стратешки, а стратешка победа значи дека таа држава, знаете, тоа е капитулација на Русија. Дека преку Украина со украинските раце и жртви ќе се оствари победа над Русија. Кога се види дека тоа не е можно, кога се види дека се потрошени толку многу милиарди евра и сега е Европа најголем спонзор на сите действија таму, тогаш остана грижата и сега главната грижа ќе биде на Европа не само да ги оправдаат тие средства пред своите граѓани, веќе тие и не може да се оправдаат затоа што на некој начин се донесени без да ги прашаат европските граѓани како се трошат, туку главната грижа ќе биде како сега да се постигне диалог, да се воспостави мирен диалог со соседот, затоа што вие мора географски да живеете со вашиот сосед. Ако Русија навлегува во Европа со своите 4 милиони квадратни километри од Урал до границата со Украина и границите со Балтичките земји и со Финска, ако навлегува 4 милиона квадратни километри, вие не можете тоа да го игнорирате. Особено ако пред тоа сте имале концепција на, би рекол, деценијско градење, посебно Германија и Русија, на градење на гасоводи, гасовод 1 и 2, кои што се по пат на меѓународен тероризам разрушени и за кои што се уште Европската унија не може да најде одговор кој е тој што ги уништи тие гасоводи, со тоа ја уништи енергетската безбедност на Германија, а со тоа енергетската безбедност на Австрија, на Чешка, на Словачка, на Унгарија, на сите тие земји. И сега тука се поставува прашањето кој е виновникот за тоа. Никој не сака да превземе вината за тоа, да каже дека ете ние бевме на вистина кусогледи, не видовме дека прекинувањето на еден извор на енергија кој што беше толку битен 5 децении за Европа, значи тоа ќе значи и намалување на животен стандард, дека тоа ќе значи и социјални немири, тоа ќе значи и намалување на социјалните пакети. И сега тука се поставува и прашање за одговорност во Европската унија, која што би требало секој се обидува да ја избегне и се обидува да најде простор во кој што ќе ги оправда своите досегашни потези или барем ќе продолжи во догледно време тие потези да ги прикрива, се додека Соединетите американски држави не успеат со Русија и со Украина да најдат некаков трипартитен диалог кој што се очекува дека ќе заврши некако, се надевам, до крајот на 2026 година. Јас не очекувам близу решение на тој конфликт. Реално, говорот на Рубио беше многу помек од оној на J.D. Vance лани, кој што беше многу ригиден, буквално кажано народски ги дигна на квоси и остана европјаните со отворени усти. Сега сите чекаа што ќе каже Рубио. Рубио е сепак по дипломат од Венс и кажа многу работи околу смирување, но реално гледано пак меѓу редови, ако читате, неговата порака беше до Европа, да, ние сме, нели, вековни партнери и ќе останеме и се, но беше Европа опрај се за да бидеме партнери натаму. Не беше толку едноставна како што ја представуваат голем дел од медиумите, да кажа Рубио супер се со американците и европјаните, меѓу нив ваде љубов и мет и млеко тече, не беше така баш. Неговиот одговор. Апсолутно, јас мислам сосема поинаку од ова. Пораката на Рубио беше дека Европа мора да се за да повторно бидат еднакви партнери, прво мора да го смени начинот на кој што се однесува Европа, потоа начинот на кој што вложува во делот на безбедноста, трето начинот на кој што ги разрешува како партнер во НАТО проблемите заедно со Соединетите американски држави. Очигледна е таа дискрепанца на две различни, би рекол, на два различни пола во НАТО алијансата. Секретарот на НАТО Марк Руте е многу пофлексибилен од сите политички европски лидери, што е многу важно. Ако секретарот на НАТО Руте соработува со американските, би рекол, представници и на некој начин градат една заедничка стратегија, свесен дека без улогата на Соединетите американски држави логистички, технички, технолошки, вселенски, секако, кој што без тоа
треба да јасно Рубио редови тоа го кажува. Да. Значи ние сме тука, ние даваме целокупната она што значи инфраструктура за она што треба, но вие треба да уште многу да вложите, уште многу да се она што велите да се подигнете, да се оправите за да можете да не следите во тој процес и ние сме тука, ние сме партнери, но треба да размислуваме на истоветен начин како се решава една криза. Американците, знаете, имаат искуство во тоа. И тие навистина за овие изминати децении после Втората светска војна учествува во на многу жаришта ширум светот, во кои што извлекоа и нестречни поуки и на некој начин има точно сознание како треба во даден простор и време да се извлече, да се дојде до еден некаков позитивен крај во кој што ќе се постигне, како што велеше Кисинџер, мир со чест и без да има поразени. Тоа е некоја нивна логика и тоа се обидува да го наметнат сега и за Украина. Европа тоа искуство го нема. И веројатно се уште не може да свата таа порака од Соединетите американски држави дека мир со чест и без да има поразени на двете страни не може таа порака да разберат и се уште упатуваат порака дека нема промена не може да има територијални промени на границите во Европа, затоа што е тоа sine qua non на постоење некаков систем. Меѓутоа тие забораваат дека во две земји во Европа, и на Кипар, која што е членка на ЕУ, и на една друга земја Србија, која што е кандидат членка, границите се променија при присуство на Европската унија и при нивни челници. Значи, тоа што го кажуваат дека е нешто што не може да биде променето, токму на европскиот континент се случи во две земји, од кои што кажав, едната е членка на Кипар, а другата, кај што половина остров не е дел од територијалниот интегритет на Кипар, а другата земја, исто така со атакот на НАТО силите во 99 година, од март до кога беше таму до јули, исто така и таа земја има проблем со својот територијален интегритет. Така што таа реторика на Европа, без да се навратат наназад како се одвивале сите тие проблеми во градењето на европската архитектура на безбедност, укажува дека многу ќе треба да научат од американците и тоа е пораката на Рубио. Сека да каже, тука сме, ние сме другиот пол на трансатлантската соработка, учите од нас, тука сме да ви помогнеме, но ќе морате вие вашиот придонес во многу да го зајакнете, па и во делот на реториката да не биде таква која што некој со нас каде предизвика конфликт и реторички конфликт, не само конфликт на интереси. Кога би направиле една паралела со сегашните европски лидери на заминување кои што се, со нашите поранешни властодржци, може да се најдат многу сличности, бидејќи тие наши поранешни властодржци, што сега за среќа на Македонија се во опозиција после се што направија, тие идеа со максимата ЕУ ќе не храни, а НАТО ќе не брани. Ниту едното, нити другото не е така, иако сме во НАТО, треба да направиме нешто за да биде така. За ЕУ видовме приказката, а европските сегашни лидери, неолиберални, вакви, такви, онакви, тие пак одеа на максимата дека Америка ќе ги брани, а Русија ќе ги храни. Тие ги имаа од двата света најдоброто, енергенците и се што требаше го зима од Русија, одбраната беше целосно од Америка, сега се најдоа во небрано, како што се најдоа и оние нашите кои што си заминаа за среќа од власта, но има многу паралели, истите структури реално од друга страна пак гледано се, тие неолибералните зврчки кои што се вртеа и кај нас и кај нив, но одат и таму, кај нас за среќа отидоа веќе, можеби сме претеча предводници нели на европските промени, но факт е дека тој бран фати суверенистичкиот на секаде, особено во Европа ќе следи, секои избори што доаѓаат таму, се знае веќе кој ќе победи. Разликите се толку големи меѓу десницата, независно каде е, и левицата или неолибералните, лабористите, како и да ги наречеме тие полево ориентираните, е неверојатно голема за да се случи нешто, за да може да се промени работата. Ние едноставно тоа македонско политичко раководство или таа македонска политичка елита во тој период 2017-2024 едноставно немаше визија за тоа како треба да се да, значи немаше визија за тоа дека и Европската унија се менува. Значи не е само и светот се менува, ама и Европската унија се менува и дека
требаше нас да ни биде отрезнување во однесувањето на Франција, Данска и Холандија 2019 година, кога во октомври месец ни кажаа дека отворено ветувањата веќе не важат. Значи, ветувањето на Меј, на Меркел, на Могерини, на Хан, сменете го името, вие сте толку напред во реформите, вие сте толку, би рекол, блиску до отварање на преговори, што тој чекор што кога ќе го смените името, веднаш ќе бидат отпочнати преговори со вашата држава. Македонија, ете на начин како што беше направено, би рекол недоличен и недостоен, но се го направи тоа што се бараше и потоа следеше на некој начин еден шок од Макрон, од Франција би рекол, не е само Макрон во прашањето, тука е Франција, Данска и Холандија, кои што јасно кажа, ние во овој момент сето тоа е добро, но вие сега ќе почекате да се реформираме ние внатре, па од тука натаму ќе видиме, ќе ве следиме, па сега можеби после некое време ќе оцениме дека сте подготвени да почнете преговори. И тоа не е прв пат Франција, Данска и Холандија така да поставуваат некакви одбрамбени ѕидови за проширувањето на Европа, тоа го направија трите земји и 2005-2006 година при носењето на новиот Европски устав, кој што на некој начин требаше да ја зајакне, условно кажано, федерализацијата на Европа, односно поголем степен на политичко единство во Европската Унија. Тогаш тие три земји не го поддржаа уставот, новиот Европски устав, и на некој начин од тогаш почна процесот на проширување во Европа да биде после она големо проширување 2004 година и што замаецот ги фати и Бугарија и Романија 2007 година. Меѓутоа од тогаш почна процесот на проширување да биде проблематичен, затоа што се појави замор кај клучните, би рекол, оние што беа оснивачи на Европската Унија, првите 6 членки, у првите 6 членки се и Франција и Холандија, Данска е подосна со Ирска и со Британија 73 година, но во секој случај тоа е тоа што ова наша политичка гарнитура во тој период 17-24 година не го свати, дека вазалството и веднењето на пред она што представува пораките на европските челници, направете го тоа, се ќе биде во ред, дека тоа не е така. Дека тука има многу прашалници, дека тука има многу формулари кои што мора да ги исполните и многу конвенции кои што мора да ги усвоите, пријатни или непријатни, ако сакате да бидете членка, и тогаш тоа раководство тоа не го свати. Отрезнувањето дојде после пораката на Макрон и после јасните, би рекол, услови околу преговарачката рамка, кои што исто така воопшто недвојбено дека тоа беше еден катастрофален лош потек, кој што долги години ќе не следи, кога се прифати една преговарачка рамка која што беше апсолутно недоследна кон европските стандарди, принципи и узанси како треба да се чекори кон Европската Унија. Тие моменти на кусогледост, на, би рекол, не знам какви лукративни или било какви интереси, на нешто што представува незнаење како тече европскиот процес, не доведува денес таму кај што сме, и сега ние мораме повторно со докажување, пред се како НАТО членка, во делот на извојувањето на средства во јакнењето на македонската безбедност, сигурност, воени сили, сајбер безбедност, сето тоа што представува за окружување на тој простор каде што заедно со членките на НАТО ќе го браниме и овој наш македонски државен простор. Сега ќе мора да докажеме повторно низ тој процес на градење, би рекол и капацитети од наменската индустрија, дека сме кадарни, способни, ако порано ни велеа после 19 мапови усвоени за да влеземе членка на НАТО, дека сме способни, сега ќе мораме низ еден друг процес повторно да се докажуваме, за да повторно Македонија дојде на тоа место каде што си припаѓаше, би рекол, некаде 2006, 2007, 2008 година, далеку пред другите балкански земји и уште тогаш заедно со Хрватска да стане членка на Европската Унија. Велите отрезнувачка порака од ЕУ, мислам дека не ја разбра во СДС пораката, дека и ден денес
не разбираат како се движи ЕУ, зошто се движи ЕУ, што треба да се направи, што не требаше да се направи. Тие и ден денес мислам дека се целосно убедени дека сосема исправно направија се, особено со оној небулозниот француски предлог и се што направија претходно, да не одиме и до Преспанскиот договор, нели Бугарскиот договор и сето тоа, но особено за францускиот, тие се мислам се уште строго уверени дека се целосно исправни, тоа повеќе мина од нивните челници јавно го истакнуваат и го кажуваат, и се уште како слепи за стап, што вели народот, се држат за тој бугарски момент за внес на бугарите во уставот. Мислам дека ништо немаат разбрано и ден денеска. Или пак така им одговара за да се прават сервилни, податливи, послушни, субмисивни кон ЕУ и мислејќи дека со тоа ќе добијат некоја награда, пак некој ќе ги врати на власт или што веќе не. Па ова гарнитура која што сега го води Социјалдемократскиот сојуз е истата која што беше и за време на тогашното управување со државата. Исто боса, да. Значи таа е таа гарнитура, нема промени. Некои членови на СДСМ кои што се одважија да размислуваат отворено јавно, беа анатемисани дека се, би рекол, надвору веќе од корпусот на таа политичка партија, од политичкиот корпус, и ги отстранија тие личности. И очигледно дека ова гарнитура и нема друго што да понуди, освен да каже дека тоа што го направиле било единствено исправно, но имаат една голема, би рекол, еден голем прашање на кој што немаат одговор, а тоа е како тоа при таква една одлука не ги консултира македонските граѓани, не ги прашаа дали тие се согласни со тоа, не направија национално обединување. Сите нормални држави во Европа по било кое прашање, Исланд тоа ќе го направи за рибарењето. Грузија тоа го направи за енергетските ресурси од Русија. Па дури и една Молдавија е секогаш и покрај тоа што влече потези, можеби некогаш навидум вака асихрони со ситуацијата на теренот, сепак размислува како ќе реши Гагаузија и Приднестровје. Само кај нас сегашната опозиција размислува дека тоа што го направила со француската преговарачка рамка, не согледувајќи дека таа преговарачка рамка е донесена во една процедура во која што францускиот преговарачки предлог не им беше доставен на претендиците да го прочитаат, туку им беше доставена една изјава околу која што со заклучоци, во која што една информација со заклучоци во која што треба да се подржи, меѓутоа не беше, тие претендиците немаа шанса да прочитаат што содржи во членот 5 таа рамка, дека ги содржи билатералните договори меѓу Македонија и Бугарија, Македонија и Грција, дека од тие билатерални договори произлегуваат протоколите 1 и 2, не им беше доставен протокол од 2 да видат што пише во тој протокол, и како таква донесена рамка апсолутно е несоодветна со деловникот на гласање во Собранието на Република Македонија. Спротивно на деловникот. Потому дека ниту еднаш немаше објаснување од кои причини се носи таква преговарачка рамка кога немате национален консензус. Че вие мора да имате за некои клучни работи за Македонија национален консензус, ако сакате, и кога тоа го забораваат, и кога тоа го говорат дека тоа е нешто од кое што тие понатаму понудија дури и резолуција, која што беше истата што беше од 2022 година, која што погоди Социјалдемократскиот сојуз, затоа што црвените линии беа дадени, дека не може да се разговара за идентитетски прашања, и токму тоа што го бара сега актуелната влада на Република Македонија, значи да се бара гаранции дека за идентитетски прашања во Европа, во европското аки нема разговор, и дека се барат безбедносни гаранции. Исто така, како што Украина бара безбедносни гаранции, она ги бара од воен аспект, ние ги бараме од идентитетски аспект, и никој тоа не го согледува дека тоа е една европска сега димензија, во која што ние како Република Македонија успешно чекориме по патот на тоа да сватиме дека овој процес на проширување сега нас во многу отежнати услови од тие 7 години, крајно отежнати услови, со едни непринципиални чекори во надвршната политика, ние сега ќе се обидуваме тоа да го префрлиме на полето на безбедноста, сигурноста и политиката, како политичко решение со сите заедно, не само ние, сите земји од Западен Балкан, заедно со Украина и Молдавија, да најдеме некаква
би рекол некој синхрон како ќе се движиме заедно кон постигнување на некаква европска перспектива во некој рок кој што секогаш може да биде нестречен или нестречно детерминиран 2030, некој го терминира некој 2035, но во секој случај ситуацијата не е таква да се лицитира со рокови, туку да се изградат механизми како ќе чекориме ние кон Европската унија. Кои се стратешки детерминанти што Македонија ќе ја одведат заедно, велам, со сите наши земји од Западниот Балкан или оние кои што ќе бидат подготвени согласно оценката од Брисел на тоа што ќе го испорачаме како тоа што се бара од нас. Дали тоа ќе биде доволно, пак ќе кажам, на политичка и безбедносна линија да бидеме односно да почнеме да преговараме со Европската унија. Што повеќе да се каже за една партија, освен тоа дека нивниот сегашен врховен стратег би го нарекол, чиј што син држи пресконференции постојано, се врати од амбасадорлук, беше министер за внатрешни, беше и за надворешни, излезе во едно интервју да каже дека ВМРО ДПМН има проблем што нема зад себе ниту една државнотворна одлука. Сега, ако промената на знамето, прифаќањето на привремената референца, територијалната организација, промената на уставното име, прифаќањето непотребно на двојазичноста, на бугарскиот договор, преспанскиот, на францускиот предлог и сето тоа се државотворни потези за некого. Што повеќе имаме да правиме искрено муабет со тој човек или со такви луѓе кои што сметаат дека тие максимално сервилни, оикофобни, автошовинистички, самонегацијски, како уште да ги наречеме, потези се државотворни, тогаш мислам дека не се разбираме туку како од Марс и Венера да сме, јас не ги разбирам, не го разбирам. Тоа е од самиот почеток на, јас ке го вратам тоа назад, многу назад, тоа е самиот почеток на настанувањето на македонската држава и обидот на пратеникот од ВМРО ДПМН Ламбе Арнудов со дело да уште заедно со Словенија и Хрватска поднесиме барање за превземање на би рекол, нашиот суверенитет од Југословенската федерација и заедно да поднесиме во Обединетите нации барање раната пролет, далеку пред референдумот, да поднесиме барање за признавање на нашиот суверенитет во Обединетите нации. Тоа го направија Словенија и Хрватска. За жал, предлогот на Ламбе Арнудов и ВМРО ДПМН тогаш не беше прифатен и ние одевме на референдум на 8 септември, кој што во јануар тогашна Европска заедница ни стави до знаење како треба и со кое име треба да одиме понатаму за преговори со Европската унија, кажа дека вие може да преговарате со Европа ако го исклучите од вашето име името Македонија. Значи така беше. Так. Сега во тој период кога ВМРО ДПМН се бореше Македонија својот суверенитет за својот суверенитет, за она што представува меѓународно признавање на Република Македонија, вие имавте ситуација кај што кога требаше да се пее македонската химна, денес над Македонија се раѓа, нели? Пратениците, тогашните пратеници од СОС, тогаш не беше СДСМ, беше Сојуз на комунистите на Македонија, партија за демократска преобразба, не сакаа да пеат македонската химна. Право се пееше југословенската химна, имаше еден пратеник, мој личен пријател, Шишко Митко или Митко Врапчето, како што го вика, Митко Атанасовски, еден пратеник кој што многу говореше на таа тема, кога ги праша многу отворено, што ви пречи да испеете македонската химна? Значи до тука тоа е почетокот. Ако вие дрвото кога го засадите не му дадите доволно вода, не му дадите доволно како да кажам, не ископате тоа што треба да се даде како храна, да тоа расте, да се развива, вие не можете да очекувате и подоцна низ потезите што се случува, па и сите процеси околу приватизацијата, околу атентатот на Киро Глигоров, околу аферите со ТАТ, лавци, штедилниците, сето оно што следеше околу Македонија. Јас се враќам на годините кога Македонија на некој начин го трасираше патот и кон Европската унија и кон НАТО. Единствена партија која што јасно, не само декларативно,
ни изговори во собранието, туку и со декларации, со настапи секаде во форумите меѓународни, истапуваше дека Македонија треба да биде членка на ЕУ и НАТО, беше ВМРО ДПМН. Дури 2001 година кој го подпиша договор за стабилизација и асоциација? ВМРО ДПМН. Оно што го направи ВМРО ДПМН 2001-2002 беше озаконето 2005 година со кандидатското членство. Потоа беше озаконето 2008 повторно од ВМРО ДПМН преку Европското партнерство, кога Словенија ни помогна да оно што го имаме денес, секоја година доаѓаат извештаи од Европската комисија и од Европскиот парламент за напредокот на Македонија. Тоа се чекори, па дури и тогаш кога СДСМ беше на власт 2003-2005, ние одевме како опозиција и ја браневме заедно со тогашната би рекол опозиција, го браневме ставот за нашето европско членство и нашето НАТО партнерство. Значи едноставно па и ние соработувавме како влада со НАТО при она што случуваше конфликтот во Србија и бомбардирите на НАТО. Преку Македонија ВМРО ДПМН беше таа партија која што дозволи НАТО силите да преминат да користат македонската територија, НАТО силите да соработуваат со македонските армиски структури, со македонскиот генералштаб. Ние бевме тие кои што ги удривме темелите на односите со НАТО. И сега сето тоа се оспорува на еден тривијален начин од луѓе кои што додека беа на власт до 96-та година имаше луѓе кои што беа во Србија и додека Србија во март не призна како држава од 6 години, Србија не признаваше како држава, тие луѓе прво седеа во Белград, таму работеа во одредени министерства, во одредени како разни други во својата струка успешни бизнисмени, но подосна кога се чекаа дека Србија ќе признае Македонија, се вратија и стана многу високи членови во редовите на СДСМ и работеа и стана би рекол државници кои што работеа за интересот на Македонија. И во тој контекст се гледа поставеноста зошто СДСМ, иако во СДСМ има луѓе кои што несомнено се и државници кои што работеле за Македонија, да, во тој контекст и да не заборавиме изјавата на председателот Црвенковски 2007 година на собранието на Обединетите нации кога кажа дека името на мојата држава е Република Македонија. И тоа никој не може да го избрише од било кој документ и тоа е доказ како дека Македонија пак си има некој континуитет кој што имало секогаш и луѓе со дигнитет и со државнички авторитет кои што можеле да кажат и по прашањето на такви осензибилни работи кои што некои сега ги оспоруваат. Едноставно не може тоа да се дискутира, пак ќе кажам, потребен е национален консензус. Ако го немаме тој консензус, да се договориме за 5 клучни работи. За 5 едноставни работи кои што ќе значат за тие 5 работи да се договориме дека никош нема да отстапиме и секогаш кога бил тој момент на договарање, на некој начин не сме успеале да го постигнеме, токму заради ваквиот однос дека само едната страна, како што ја кажавте таа порака, ние го направивме. Тоа дали тоа што е направено на некој начин има и самокритика колку донело добрина за нашата македонска држава. Имаме уште теми за отворање. Со нас е Маријан Ѓурчев, се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е амбасадорот Маријан Ѓурчев. Зборувавме за тоа што се случуваше на Минхенската безбедносна конференција. Нафрливме малку само како видовте вие она што се случуваше од македонска гледна точка. Малку го искоментиравме тоа. Имаше многу средби со многу значајни луѓе. Еве за промена и дури она опозицијата која што постојано наоѓа замерки, хихи хаха, нели муабети тера буквално во тој стил сеирџички, сега не смеа да кажат ништо за тоа што имаше многу сериозни средби со многу сериозни странски, нели. Го спомнавме Дирк Схоф, премиерот на Холандија. Знаете, тука се работи, вие кој разговарате за Филипс, разговарате за можноста за соработка во електротехниката. Македонија има сериозен извоз во металопреработувачката индустрија, во преработувачката индустрија, во одредени делови на машини, делови. Можно е, очекувам голем исчекор во тој поглед, затоа што па јас на времето Холандија беше едно
големите подржувачи на Македонија во делот на развој на цел еден сектор, зборувам за агрокомплексот. Тие беа едни проекти кои што по 10 милиона марки секоја година Холандија даваше донација за развој на одредени земјоделски култури кои што се пласираат директно на холандскиот пазар. И тоа и го очекувам и сега, дека во разговорите на нашиот премиер со господинот Мицковски со холандскиот премиер, дека ќе излезат многу плодотворни, би рекол, проекти кои што ќе значат за Македонија нови работни места, нови извозен потенцијал. Знаете, секој евро од извоз значи повеќе евра внатре во државата. Ново работно место значи подигање на животниот стандард. Така што очекувам дека и таа соработка за во наши капацитети да дојдат големи холандски гиганти. Ние имаме тука можности големи, реков, во металопреработачка индустрија, во прехранената индустрија, имаме можности во хемиската индустрија, во фармацијата, да постигнеме некој во IT-то технологијата, нешто што Холандија е една од водечките земји во Европа, со те дочисто средбите. На крајот на криштата истребата со Зеленски го покажа, би рекол, македонското чувство за праведност и за однос кон партнер во она што представува земја која што е дел од европскиот континент, како ние ги гледаме работите, тоа е и уважување кон Република Македонија. Не заборавете дека ние како држава сме соработувале со Украина за време на воената криза 2001 година. Така што мислам дека тие средби за кои што се, како да ви кажам, навистина не ја гледам целта да се подценуваат тие наши посети надвор во светот, таму каде што имате 60 премиери, нели, 115 земји, 100 министри за надворешни работи, таму е вашиот премиер, ваша делегација која што остварува такви средби и нуди потенцијали за Македонија, односно ги нуди нашите потенцијали и покажува што имаме ние да понудиме на тој наш странски партнер. Мислам дека Македонија е земја која што се уште може многу да понуди. Очекувам дека после вакви едни посети на највисоко ниво, каде што сме ние повикани да бидеме како членка на НАТО и кандидат членка на ЕУ да бидеме таму, дека тоа е направено на еден достоинствен начин, на начин кој што значи една пристојна и соодветна презентација на македонските можности, потенцијали во овој простор и време. Како би го оценил говорот на премиерот Мицковски, особено околу евроинтеграциите, повторно за промена за разлика од она што се случуваше во минатите 7 години, би рекол со онаа власт, а сега имавме повторно еден суверенистички настап, им кажа буквално јасно, членството во ЕУ не е некоја си милостина, туку нешто што Македонија реално го заслужила преку сите овие години, кога токму и да не го спомнуваме името, се дадоа многу работи, хармонизации, што веќе не се случи на тоа поле за да нели се доближиме таму, многу јасно им ги кажа работите, за разлика од порано кога се заобиколуваше, што вика северниот ни сосед како киша околу Крагуевца и постојано гледа, не дај Боже да не навредат некого или нешто, буквално безлични, безрбетни, како што и настапуваа, нели? Дури се смеа, ги зафркаваа дека се западно-бугарски премиери, што веќе не беше наклапувано на тие средби. Тоа е на македонски грб, не е на нивни грб, тие се беа наши представници. За жал, но еве сега имаме една многу поинаква слика во дипломатијата, дали бил тоа министерот за надворешни, дали бил премиерот, кој да е многу поинаков настап председателката, да не зборуваме, нели? Јас веќе кажав, и Македонија имаше два пристапа во објаснувајќи го нашиот пат кон Европската унија и кон НАТО истовремено. Значи, едниот принцип беше на попуштање, почна 1993 година и завршен во 2017 и 2018 година со договорите со Бугарија и Нивице, подоцна и со францускиот преговарачки предлог. Тоа е принцип на максимално попуштање, без да се согледаат последиците од таквото попуштање и овие 18 месеци работење на новата влада на премиерот Христијан Мицковски, кој што јасно покажува дека принципот на сувереност, принципот на истреност во укажувањето на тоа што Македонија го дала во тој процес на чекорење кон Европската унија и преку спогодбата за стабилитет и асоциација во која што сме во втора фаза. Многу од тие работи што ги споменува премиерот Мицковски се дел од таа втора фаза на
на договорот асоциација и во делот на извештаите и препораките кои што од Европската комисија Македонија ги добила 17 пати дека е подготвена целосно да почне преговори со Европската унија. Тоа го истакнува во моментот нашата влада, тоа го истакнува нашата дипломатија, тоа го истакнува нашите највисоки челници, премиерот и председателот. Укажува дека ние на некој начин обично тоа се велат од страна на опозицијата, се прикажуваме како жртви. Не, ние ги кажуваме реалните чекори во кои што македонскиот национален вредносен систем, така јас го кажувам, се усогласувал 25 години со европски систем и буквално е во општи израз искажано целосно усогласен. Тука се работи за вредности. Ние уште 91 година Баден и Херцог кажа дека имаме усогласен устав кој што уште тогаш можеше да биде прогласен за било кој устав од било која европска земја. Че Македонија успеа од она што представа уставни начела и принципи во еден работејќи во тој уставен правец кој што уште тогаш беше детерминиран, освен оние упади на системот 2001, потоа 2018, сето што случуваше околу нас, меѓутоа успеа да докажа со работа, со труд, со залагање, со имплементирање на над 1000 регламенти од препишување на па буквално препишување на европски закони, некогаш и пренормирање, по неколку пати реформи, да дојдеме до таму и тоа многу достоинствено го прикажуваме сега. Ние пред една деценија заслуживме да бидеме таму, кај што сега преговараме да бидеме. И тоа се кажува дека тоа е тоа. Нашиот вредносен систем, тука се работи за вредносен систем, Лјупчо. Значи, нашиот македонски вредносен систем е целосно европски. Зошто го тргна, па и тоа премиерот го објасни, можеби не сега на Минхен, но пред тоа за постмониторингот од Советот на Европа. Затоа што навистина степенот на почитување на човекот и прави граѓански слободи кај нас е многу повисок од многу европски земји. И сето тоа кога ќе го кажете, тоа станува трак. Овие луѓе, сигурен сум дека представата за нашите челници таму, за нашето раководство таму е дека овие луѓе знаат што сакаат, знаат како тоа да го изведат и дури добиваат на вредност заради тоа што имаат став кој што е концизен, јасен, прецизен и кој што кажува до каде ние можеме да одиме. Дека има црвена линија од која што Македонија не може да отстапи, затоа што сите барања што биле кон нас, па дури и непринципиелни, Македонија ги испорачала кон Европската унија. Сега единствено од Европската унија бараме тоа да го валоризира, да го признае. Уште еднаш ќе кажам, имајќи го предвид безбедносниот, сигурносниот и политичкиот момент. Многу е важно Европа да свати дека мора да биде обединета. Ние не велиме само Македонија, целиот простор на Западниот Балкан, кој што на некој начин е, уште еднаш ќе кажам, предворија на Европа, близок контакт со Блискиот Исток, кој што е буре барут. Тук многу е важен нашите односи со Турција, да не заборавиме, реката Сава од секогаш била меѓникот на едно влијание, кој што само ние тука балканците знаеме да го на некој начин амортизираме и да го преточиме во една тесна соработка на Европа со Турција. Кој тоа не го има во предвид, не ја има во предвид сигурноста и стабилноста на Европа. И токму овие говори на премиерот Мицковски пред се, кој што настапува многу чисто, јасно, прецизно, кажува ние сме тука, се што треба да се сработи, ќе се сработи, и како агенда, и како задача, меѓутоа од друга страна бараме тоа што е постигнато да биде валоризирано, не вечно со темата, ама чекајте, вие ова не го направивте или тоа не го направивте, иако сме имале многу оправдани причини зашто тоа не сме го направиле во минатото. Таков пристап мора да вроди со плод. Можеби не веднаш, можеби не во краток рок, меѓутоа долгорочно нашата држава ако продолжи на ваков начин да ги поставува постулатите на кои што таа заснива, тогаш убеден сум дека не постои друг аргумент да бидеме спречени сега во овие наши напори да чекориме со тоа што ќе ни се каже, ама знаете паушално, никогаш тие нема да сменат преговарачката рамка. Па никогаш, или додека не ја направите и таа последна реформа, тоа па видете ниту една земја, јас не паметам доста од приклучувањето на Европската унија, не исполнила ниту еден дел од она што Македонија го има исполнето. Ниту една земја сменила устав, ниту една земја направила такви реформи кај што Кипар би го обединил целиот Кипар.
или Србија ќе го реши својот територијален проблем, или Црна Гора ќе ги реши другите проблеми кои што ги имаше околу, знаете, некои проблеми со години нерешени во делот на сигурност и безбедноста, особено во делот на криминалното подземје. Меѓутоа, факт е дека тие земји со должна почит успеале нешто да направат некоја реформа која што ги придвижила напред, а ние и покрај толку многу што сме направиле во тој дел, сепак нихилистички самите себе се негираме и кажуваме со дефетизам, па нас не бива, ние не можеме тоа да го направиме, иако ние сме далеку, еве сега видете, последниот податок на сите светски институции, ММФ, Светска банка, Македонија по работен час македонски работник произведува 31 американски долар за еден час. Српскиот работник произведува 28, албанскиот 23. Па нели е тоа признание на кој ниво се наоѓа македонската економија? Како ние во тој дел на продуктивност, на градење економски амбиент се создаваат услови Македонија да работи? Дека по нашиот паритетот на купуваната мач ние сме обратно Србија малку пред нас, ние сме веднаш зад нив, тие се 33.000 евра, ние сме од 29.800 до 30.000 евра, но ние сме тука, ние одиме напред. Сега така ако се гледат работите, ако се прикажуваат со реалните бројки, ќе се види дека Македонија може да чекори напред, особено ако има чврста политичка рака која што ќе каже ние тоа ќе го направиме, затоа што сме го направиле и пред 10, и пред 20 години, и пред 25 години, ќе го направиме и сега. И таквите настапи со одмерен тон, со јасен тон, би рекол и на некој начин и со треба човек да биде едуциран за многу работи за да настапи така. И во тој контекст јас сум непоправлив оптимист за Македонија и знам дека на крајот на криштата Европа ништо не ја чини во делот, зборам за Западниот Балкан. Ако Европа прави план да издвои, да речеме, 100 милиарди евра за Украина, ако оцени дека се потребни, тогаш тоа го прави. Ама европскиот граѓанин треба да го поднесе тоа на своите плешки. За европскиот граѓанин сите земји од Западен Балкан да влезат во Европската унија, потребно е годишно да потроши 5,9 евра. Толку е потребно за тие 6,6 милиарди евра. Сите земји од Западен Балкан, дури и Босна и Херцеговина, и Црна Гора, и Албанија, и Македонија, и Србија заедно, да влезат сите заедно, потребни се европскиот граѓанин да потроши 400, колку се таму, 37 милиона, 440 милиона, европјани да потрошат 5,9 евра, тоа е едно кафе да пиеме заедно ние во Брисел. Значи, ние не ја чиниме Европската унија скапо. Ние не ја чиниме Европската унија безобзирно да ги троши своите средства на своите данокоплатчици, да ги троши на Македонија, на Албанија, на Црна Гора. Едноставно, тоа е една сума која што ќе значи многу за Европа безбедносно, ќе си го обезбеди својот јужен простор, југоисточен простор и на источното крило на НАТО, а од друга страна ќе овозможи една податлива работна сила. Веќе сега од тие 15-16 милиона луѓе кои што живеат во Западен Балкан, 3 милиона веќе работат во Европа. Работат во Европа и нити се водачи на наркокартели, нити се водачи на не знам какви структури кои што ја нарушуваат руската безбедност, туку напротив, посебно за мојата држава, говорам македонците, граѓаните на Македонија, државјаните има од тие некаде, да, но зборам за македонските државјани кои што докажале дека се навистина работници кои што допринесуваат ја градат Европската унија, даваат придонес со својата работливост, со својот однос како луѓе кои што знаат како се гради држава. И така ако гледаме, настапот на можеме само да го поздравиме нашите челници, македонски челници, и да кажеме дека ако така продолжиме, тоа е патот на нашето интегрирање во Европската унија. Благодарам што беше мој гост. Благодарам за поканата. Ми беше чест. И мене. И благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.